На 14 февруари се слави празникот посветен на маченикот Свети Трифун, кој воедно се смета за заштитник на лозарите. На овој ден се собираат сите сопственици на лозијата и ги закројуваат, со што се верува дека годината што следи ќе има богат род. А според народната традиција, овој ден е празник на пијаниците. Ваквото сваќање е сосема неточно, за што и МПЦ излегува со соодветна реакција. Светата православна црква во недела го чествува споменот на светиот маченик Трифун, човек кој што маченички посведочил за Христовата вера. Именно од неговото житие може да прочитаме дека не сакал да се откаже од вистинската Христова вера, па затоа и погуби на еден свиреп и суров начин. Оно што не загрижува нас како свештенство е појавата на некои традиции овде, светиот маченик Трифун да биде нарекуван пијаница. Тоа пред се должи на оние традиции каде што знаеме дека нашите постари, бабите и дедовците на токму на овој ден ги закројувале лозијата и барале молитвено застапништо од светителот за побогат род, но традиција која што со тек на времето добива сосем друга димензија која што е недолична за пред се за нас како православни, а освен тоа за како човечки битија, тоа е што на овие денови се прават некакви гозби, седенки, запивки и како што црквата дава еден модус на заедничарење, на служење, тоа е литургискиот, а ние наместо да ги упатуваме своите молитви, се собираме, се опиваме, нешто што знаеме дека е недолично, односно пијанството во православната традиција, односно во гледано од православено етички карактер е еден греф кој што душепогубен, а сето она што, како да го кажеме, не е поврзано со вистинската вера, не оддалечува од Христос. Последниве неколку години овој празник се слави заедно со католичкиот Свети Валентајн. Младите го прифатија овој ден како празник на влюбените. Во католичката традиција на овој ден се често споменот на светиот маченик Валентин, светител кој што од појавата на разни надписи од разни медиуми, кој што се должи пред се на нивното незнаење и да речеме површно познавање на православието, е светител кој што не е само католички, туку и православен, но овде во овие краишта култот не му е развиен, а и се слави на сосема друга дата, односно се слави во јуни. На нас ни е пласирано под, да речеме, под тоа западно влијание кое што е повеќе комерцијално како ден на влюбените, празник кој што апсолутно нема баш никаква врска со оно што се пропагира дека Валентин тајно крштевал, ги спојувал младите. Точно е дека Валентин пишувал писма до своите верни чеда, но зборувал не за љубовта, љубовта меѓу маж и жена, она еротската љубов, туку зборувал за љубовта која што треба да има човекот кон Бога, љубовта на Бога кон човекот кој што треба да му биде возвратена. Но пак ќе кажам, ова практика не ни е наметната, туку ние сами ја пречекавме како една, што знам, љубовно романтична приказна за тинејџери која што добива се поголем замав. Значи ова представува многумина ќе на осуда, тако речеме, ќе речат дека нашите ставови се радикални, но не се, бидејќи ние свесно да се откажуваме од Христос. Значи доколку прифаќаме некои други обичаи и традиции кои што не се православни, ние тогаш не можеме да се наречеме христијани. Па колку да биде тоа да изгледа убаво и да е прикриена под маската, не знам, на љубовта или на било што. Празниците Свети Трифун и Свети Валента имаат своја традиција и кај генерациите кочанчани, кои го слават секој на свој начин.